Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Господине Димитриевски, веќе 6-та година поред сте градоначалник на Куманово. Вториот мандат го добивте без поддршка на вашата матична партија СДСМ, на која се уште сте член. Во меѓувреме формиравте граѓанско здружение Движење и сте практично во кампања. Треба ли да има предвремени избори? За предвремените избори одлучува мнозинството во парламентот. Моето субјективно мислење е дека секои избори се тест за демократија во државата и потребно е час поскоро оваа власт која што лошо работи, лошо менаџира со државата да си оди. Да дојдат одговорни луѓе со јасен концепт, визија, како честно и достоинствено ќе придвижат Македонија да тргне напред, бидејќи ние сме држава која што во континуитет стагнира, а за жал сме сведоци дека секојдневно расте криминалот, корупцијата, злоупотреба на позиции, јавни функции, само себе наградување на поединци на власта. И едноставно државата функционира како приватно акционерско друштво во кое што ДУИ всушност е главниот менаџер, а придружниот елемент на власта се моите поранешни сопартици од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Зборувам за функционерите или политичката елита која што вози оваа партија и на кој што се однесува до членството. Прекрасни луѓе, на кои што за жал не можат да добијат шанса. Зошто сметате дека СДСМ е привезок на ДУИ? На што ги основате овие тврдења? Погледнете ги сите стратешки проекти на државата и последниот случај со НК Бехтел и дополнително сите вложувања кои што се распоредуваат во државата се резултат на волјата на партнерот во власта ДУИ, кој што владее со оваа држава повеќе од 30 години и покажува во јавноста дека е незаменлив, за нив законот не важи и за жал создава фрустрации во општеството, каде што многумина веќе, особено припадници на македонската етничка заедница, велат дека се чувствуваат како да живеат во апартхеид. Ако секоја држава во светот има мафија, јас мислам дека Македонија се доведе самата себе си во состојба да е држава контролирана од мафија. Значи, мафијата ја поседува оваа држава. Тоа ние го чувствуваме и на локално ниво, со градежната мафија, која што е во невидена експанзија, за која што во следниот период се подготвувам да обелоденам многу информации во јавноста, дополнително злоупотреба на државните институции, како што е МВР во делот на взаемно политичко прекусурување, ако тоа во минатото во периодот на Груевски беше МВР, сега тоа е МВР со 2 начело со Спасовски, каде што секојдневно живееме така како што живееме. Ако не сте послушни, ќе се соочите со лажна анонимна кривична пријава против вас и отварање на 10 истраги во еден момент. Наместо да се трошат ресурсите суштински да се сузбива криминалот, всушност вие ги трошите ресурсите, сите тие инспекцијски служби кои што доаѓаат во контрола ги плаќаме ние на работи кои што однапред се знае дека не постои никакви елементи на било какво сторено кривично дело. Значи, сметате дека МВР се користи за реваншизам на чело со министерот Оливер Спасовски? Да, МВР се користеше така и во периодот на избори, особено во Куманово, вие бевте сведоци на сето тоа, го гледавте и во јавноста и ден денеска се користи, но во една скриена форма. Ако може една општина во еден ден да добие 9 истраги за наводни сторени кривични дела по член 353, замислите па зарем, толку многу сторители имаме по член 353. Значи, криминалот во оваа држава е во власта, во највисоките нивоа на власта. Дајте да тргнеме да го провериме прометот на парите, каде тоа се трансферираат парите, кој тоа инвестира во државата, како тоа одредени политичари преку квази поединци станаа најголемите собственици на капитал во државата, додека бизнисот во континуитет стагнира. Бизнис заедницата е запоставена во општа стагнација. Единствено тие кои што го зголемуваат капиталот во државата се поединци блиски до власта или директно политичарите. Ке има ли тогаш во вашето граѓанско движење лица од СДСМ или од другите партии? Некаде септември, октомври ќе го регистрираме главното движење во Скопје, каде што ќе излеземе со целосниот концепт
на нашето здружение и ќе го покажеме и моменталниот кадровски потенцијал, кој што на вистина е, можам да кажам, составен од луѓе кои што се докажани во своите професии, но и дополнително луѓе кои што не влечат никакви политички опашки во јавниот живот во државата. Успешни луѓе од својот сегмент на работење и делување. Отворени сме за сите. И за социјалдемократи, и за припадници на ВМРО, и луѓе кои што биле во други политички партии. Значи, буквално сме отворени за соработка со сите. Нема простор единствено за оние кои што се одговорни за состојбата во која што Македонија се наоѓа денес. Споменавте дека општината се соочува со проблеми од централно ниво. Тоа значи дека немате соработка со власта и со премиерот? Не можам да генерализирам дека нема соработка со сите институции, но можам да кажам со право и потврдено дека имаме голема обструкција во дел на огромни проблеми во комуникација со одредени државни институции, блокада во одредени постапки, несоодветен пристап, недобивање на одговори, согласности, а да не зборувам за финансирање и делење на буџетот, бидејќи ако Куманово учествува во државниот буџет со некаде приходи од околу 7%, ние очекуваме тие пари дел да ни бидат вратени пропорционално назад. За жал не е така и тоа не го чувствуваме. Всушност, Македонија како држава не се децентрализира, туку се централизира секојдневно и час поскоро е потребно да доживееме суштинска децентрализација за да може власта да се практикува практично таму каде што е најпотребна, на локално ниво. Ако пред 20 години токму голем број на членовите од ДУИ дојдоа со пушка на власт и влегоа во законодавната власт со одреден број на освоени мандати, потоа се имплементираа во извршната власт. Денеска гледаме како чекор по чекор ја заземаат судската власт, обвинителството, судот, сите оние афери во делот на поставување на судиите, избор, како тоа одеднаш членови на семејства на врвни политичари во државата станаа експерти за право, поминаа, завршија академии, станаа суди и така натаму. Позарем во оваа држава не постојат други млади, еминенти, едуцирани лица кои што можат да ги вршат тие работи. Господине Димитриевски, на кого е вината тука, бидејќи СДСМ коалицираше со нив за да дојде на власт? Не само СДСМ, сите политички субјекти до сега коалицираа со ДУИ. И час поскоро е потребно, значи, ДУИ како политички субјект, заедно со нивните досегашни коалициони партнери, да биде минато оваа држава, да дојде нова политичка гарнитура која што ќе преземе одговорност оваа држава да ја извади буквално од дното и да ја крене на нозе, да ги дефинира своите односи со сите своји пријатели, дефинитивно да изнајде решение за сите отворени спорови кои што се субјективни и ни се наметнати во случајот со Бугарија и да се придвижиме напред како држава. Дали има решение? Да, секако. Диалогот е решението и секако има понуди. Потврдивте дека комуницирате со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Би коалицирале со ВМРО ДПМН пред или после изборите? Јас потврдив дека коалицирам со сите политички лидери на сите политички партии, освен до сега сум немал комуникација со господинот Ахмети. Се занимавам со политика и нормално политиката е диалог, разговор, комуницирам со сите. Не можам да кажам што ќе се случува во иднината. Она што можам од овој аспект и чувството кое што го имам да го потврдам е дека на следните избори граѓанското движење, како и да го дефинираме, и да се вика ќе биде убедлив победник кој што ќе добие коалициони партнери. Кој тоа ќе биде, ќе видиме, времето ќе го покаже. Но јас повторно ќе кажам, ќе нема простор доколку ние освоиме власта за луѓе кои што имаат наштетено на оваа држава да дојде на оваа денеска каде што е. Го споминавте проблемот со Бугарија. Во вашиот кабинет е поставено бугарското знаме, бидејќи има припадници на оваа заедница и во вашата општина. Каков е вашиот став за уставните измени? Денеска Македонија нема проблем со Бугарија, кој што е наметнат еднострано од нивна страна, туку истиот проблем со прифаќање на тој документ прифативме да биде проблем на Македонија и Европската унија. Штом Европската унија ја зема таа обврска кон себе, тогаш мислам дека е потребна да се донесе една декларација
во бугарското собрание, што е многу потешко, каде што ќе се признае македонскиот народ, јазик, историја во континуитет, а доколку тоа не е возможно во бугарскиот парламент, тогаш тоа да го стори Европарламентот, нивните институции и со тоа да гарантира нешто од што се плаши македонскиот народ. Бидејќи целиот овој концепт ние како народ го доживуваме дека едноставно се работи на бришењето на македонската етногенеза. Видете, ние сме можеби еден од ретките народи во Европа кој што во последните 30 години го отвараше својот устав како да е обично тефтерче и го менуваше по потреба на секоја етничка заедница, форма, било кој притисок кој што ќе дојдеше, предлог од страна и така натаму. Уставот не е обичен тефтер да го отварате секојдневно. Тогаш како го оценувате процесот за донесување на уставните измени, бидејќи сега најпрви не формирана работна група, без да се добие политички консензус по прашање? Па ќе ви одговорам сосема на кусо, доколку бев член на парламент или имав парламентарна група. Во овој момент, според вакви услови, јас никогаш не би подржал да се смени уставот и да се направат уставните измени без соодветен реципроцитет. Македонија мора да добие гаранции. Во работната група нема да учествуваат представници на опозицијата. Дали ова го нарушува легитимитетот на процесот? Па, со ова всушност се доведува под знак прашање примената на Бадинтер, затоа што мислам дека правилото на Бадинтер е доведено во сериозна криза. Вие имате во моментов состојба каде што малцинството на граѓани од една етничка заедница, малцинство во оваа држава, ви одлучува за суштинско национално прашање на мнозинството конститутивен народ, македонскиот народ во оваа држава. И тоа е недопустливо. И Бадинтерот се користи во оваа насока. Значи, за националното прашање на македонците треба да одлучуваат единствено македонците, а нашите пријатели, албанци, срби, руми, власи и сите останати да имаат апсолутно разбирање кон проблемот со кој што се соочуваат нивните сограѓани. Значи, сметате дека само партиите од Македонскиот блок треба да расправаат за прашањето по уставни измени? Треба да расправаат сите, но во однос на оваа прашање, бидејќи се работи за суштина за македонскиот народ, за конститутивниот народ на оваа седница, всушност тие треба да бидат мнозинството кое што доминантно ќе одлучи во македонскиот народ. Вие во овој момент такво мнозинство не поседувате. И ги туркате, работите на мускули. Видете, кога се туркаат, работите на мускули, како во овој случај, крајниот резултат испаѓа на крајот многу лош. Се фалите со воведувањето на бесплатен превоз во Куманово, помош за загрозени семејства, субвенции за првачиња последно од 2000 денари. Од друга страна, општината во изминатиот период одобри над 100 нови вработувања во две јавни предпријатија, Водовод и Чистота и зеленило, кои се меѓу најголемите должници во државата и чија директори вие ги имате назначени. Не се нови вработувања. Значи, нам ни се потребни најмалку уште 100 вработници, особено во делот на комуналното предпријатие за јавна хигиена и изнесување на смет. Ние во ова јавно предпријатие во континуитет имаме лица кои што работат под определено време, ги ангажираме преку работна агенција, тие се луѓе неопходни за да се одржува хигиената и првенствено се работи за трансформации на работни односи на лица. Дали се потребни нови вработувања, особено во сегментот на хигиената, паркинг услугите и другите јавни услуги кои што ги дава општината, да. Дали постои финансиска можност за тоа, ќе кажам не, затоа што кога дојдов на позиција градоначалник, наследив катастрофално лоша финансиска состојба во сите тие јавни предпријатија, кои што во најголем дел се финансиски блокирани за неплатен ДДВ од период 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и на крајот најбрутално блокирани од Министерство за финансии, тоа е Управа за јавни приходи, за основен дол како е 40 милиони евра, имаат 40 милиони денари, имаат пресметано камата на истиот дол кој што е 5-6 пати поголема од основниот долг, што е нонсенс и на крајот кој ги уништува јавните предпријатија, повторно државата. И видете,
таквите одлуки, например, долгот на јавно предпријатие Водовод од Струмица од страна на владата беше избришан со одлука на влада, но затоа долгот на јавно предпријатие Водовод Куманово не беше избришан. Зошто е таа селективност? Зошто за Струмица нешто да важи, а за Куманово да не може да важи? Но тоа е свесно направено за да се заблокира системот и да не се покаже успешноста на локалната власт. Ви благодарам за издвоеното време. Ми беше чест и поздрав до вас и до вашите слушатели и гледачи. Тоа беше се во ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.